Стартуваме уште едно ново издание на Телма Амбуланта. Време е повторно да му посветиме внимание на собственото здравје. Преку овој блог секојдневно ви информираме на различни теми од областа на медицината со различни и еминентни лица од докторската фела. Така ќе биде денеска, ќе зборуваме на тема или пак на состојба, на диагноза која зема се поголем замав ширум држава, за жал, но и ширум светските рамки. Како и да е, ќе зборуваме денеска заедно во соработка со клиничката болница Аџибадем Систина. Од денеска па во следните неколку среди цели од ноември ќе зборуваме со различни еминентни лица од докторската фела токму од оваа клиничка болница. Темата на која денеска ќе зборуваме е диагноза на рак со најсовремениот ПЕТ апарат. Што представува овој апарат, кои се предностите или пак придобивките во поглед на целокупната диагноза која би била точна, прецизна и соодветно поставена. Денеска на оваа тема во Телма Амбуланта зборувам со доктор Лилјана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина. Добре дојдовте во Телма Амбуланта. Добро ве најдов и добро утро на вашите гледачи. Да, споменав на крајот на криштата, верувам дека ќе се согласите, кога ќе се постави диагноза, тоа е речиси можеби повеќе од половина од целокупната терапија, затоа што диагнозата е најдобриот, ако може така да се каже, елемент во целокупното лекување на одредена индивидуа. Кога имате точна диагноза, понатаму полесни се нештата. Што представува ПЕТ-КТ апаратот во поглед на диагноза на карцином? Така е, како што рековте, раната диагноза е најзначајна, особено кај диагностика на канцерските заболувања, кај кој што раното поставување на диагнозата значи рано започнување со третман и конечно излекување. Така да, досегашната медицина ги познава многу моделитети за диагностика, кои што се користат кај диагноза и на бенигни и на малигни тумори, меѓутоа современата медицина е незамислива без постоење на овој ПЕТ-КТ апарат. ПЕТ-КТ е кратенка всушност од позитрона емисиона томографија и компјутеризирана томографија. Всушност имаме две во едно, така да кажам, два апарата фузионирани, споени во еден апарат. Значи, позитроната емисиона томографија е апарат за кој што се користи радиоактивен изотоп, значи се користат отворени извори на ионизирачко зрачење, кој што се аплицира кај пациентот и самиот апарат не зрачи, туку извор на зрачењето е самиот пациент. Тоа означува отворени извори на ионизирачко зрачење, а додека компјутеризираната томографија веќе е познат апарат кој што служи како моделитет за прикажување на структурата на органите, ткивата во организмот. Фузија на овие два апарати е еден од врвот во модерната, така наречена молекуларна медицина и врв во нуклеарната медицина, секако дека во поново време се користи фузија на ПЕТ со магнетна резонанса. Во Америка е започнато во 2011 година користење на овој апарат, кој што можам да го наречам како врв во молекуларната медицина. Инаку самиот ПЕТ-КТ апарат за користењето, на кратко еден историјат да кажам, за да покажам колку е нова оваа технологија, во клиничка употреба е започнат негде 90-тите години. Првите истражувања се 50-тите години, додека 70-тите години е започната само позитроната емисиона томографија. Еве гледаме и видео материјал, извинете што ќе ве прекинам. Да, за тоа како практично изгледа. Ова е апаратот во нашата клиничка болница Аџибадем Систина. Значи апаратот има изглед, така да кажам, на една голема крофна, велиме во наводници. Значи не е клаустрофобичен. Гентрито или тој отвор на апаратот е поширок од КТ апаратот, значи има околу 70 сантиметри и е неинвазивна метода, значи многу погодна за изведување кај пациентите. Самиот апарат, реков, е спој на двата апарата кои што се во едно гентри, во еден спој и се изведува сликањето симултано. Значи 10 минути трае компјутерската томографија и веднаш продолжува сликањето на позитрона емисиона томографија, што значи дека пациентот не се поместува од креветот. Сликањето е, велиме, whole body scan или скен на целото тело, што е исто така една многу значајна предност, бидејќи особено кај детекција на канцер, бидејќи со едно сликање добиваме податоци за
расширеност евентуално на болеста. Клиничката болница Аџибадем Систина е несомнено една од најдобрите и во регионални рамки болници. Што се треба да поседува една институција, затоа што знаеме во денешно време има различни видови на здравствени установи и институции, што се треба да поседува самата здравствена институција за да има можност да го поседува токму 5КТ апаратот? Значи, инсталирањето на 5КТ апарат не е така едноставно, заради тоа што реков се користат отворени извори на ионизирачко зрачење, значи контрастот всушност кој што го аплицираме е радиоактивен изотоп и целиот оддел каде што се инсталира овој апарат треба да биде според европски и светски стандарди за заштита од отворени извори на ионизирачко зрачење. Значи може да се пофалиме дека сме првиот 5 центар во Македонија, приватен 5 центар, и подготовките се започнати за инсталација на 5КТ камерата многу одамна со консултација на цел тим на инженери, архитекти, физичари од различни земји каде што има инсталација на ваков апарат и она што е потребно за да го поседува одделот е сопствена радиофармацевска лабораторија најпрво. Што тоа значи? Тоа значи место каде што се подготвуваат овие радиофармацевски препарати. Значи, најчесто употребуван радиофармацевтик во 5КТ диагностиката е флуородезоксигликоза. Тоа е, значи, како самото име што кажува, позитрона емисиона томографија, се користат позитронски емитери, такви радиоактивни препарати. Се добиваат, во моментов ги добиваме готови, значи веќе приготвени, во мултидози, значи во повеќе дози и во нашата радиофармацевска лабораторија ги двоиме во единачни дози, индивидуални за секој пациент поединачно, кои што се пресметуваат според специјални формули. Значи, во радиофармацевската лабораторија е потребно да постојат соодветни услови за работа, значи во стерилни услови, за да може да се двојат тие дози и секако да постои заштита за работа и на персоналот и заштита на околината од самите извори на ионизирачко зрачење. Така, доктор Мурат, ајде. Потоа е потребно да имате просторија за апликација на радиоактивниот изотоп, специјално дизајнирана за оваа намена, и секако просторија каде што ќе се инсталира самиот 5КТ апарат. Доктор Муратовска, споменуваме дека ова е апарат за рана диагноза или пак за откривање на одреден вид на канцер во рамките на човековиот организам. Кои се периодите или пак кој е моментот, точниот временски интервал, период кога одредена индивидуа би требало да направи едно снимање со 5КТ апарат? Дали постојат одредени симптоми кои што индивидуата, пациентот сам би требало да ги забележи или пак како резултат на одредени испитувања кои ги правите вие во вашата клиничка болница Аџибадем Систина, па подоцна се оди кон снимање со овој 5КТ апарат? Оно што е добро во нашата болница, бидејќи се работи за мултидисциплинарна болница, е што постои, значи, еден цел тим кој што одлучува за тоа како ќе се постапува кај овие онколошки или пациенти со канцер. Не напоменав дека всушност позитроната емисиона томографија представува функционално испитување. Значи, разликата од компјутерската томографија е тоа што ги гледаме промените во клетката, во ткивата на метаболно ниво. Значи, она што се случува во функцијата на органите, што е многу значајно, бидејќи може да ги открие промените порано од останатите техники на сликање. Значи, пациентот... Што е многу важно, доколку се открие порано. Да, што е многу важно. Морам да напоменам дека пациентот не може да направи 5КТ сликање самоволно. Значи, да дојдете и да побарате, сакам да се сликам за да видам дали имам карцином. Секако дека се потребни претходни испитувања и ние тоа го инсистираме, значи пред да започне 5КТ сликањето, пациентот подлежи на одредени подготовки, на еден клинички преглед, една анамнеза добра, за да знаеме дали е тој пациент соодветен за 5КТ скенирање, бидејќи сепак изложеноста на радиацијата, реков, користите отворени извори на ионизирачко зрачење, иако не е голема, сепак треба да се извага дали е бенефитот
поголем отколку изложеноста на радиација. Од таа причина, значи, пациентот е потребно прво да се јави во колку се јават одредени симптоми кои што укажуваат на некое заболување кај својот матичен лекар, а потоа тој да го упати онаму како што треба. Најчесто индикации за 5К скенирање добиваме од онколози. Значи лекари кои што третираат канцерски заболувања. Зошто е тоа важно? Знаете, вие ќе се сликате, меѓутоа резултатот, медицинскиот извештај од тоа сликање, некој треба да го понатаму реализира во терапија. Значи, диагнозијата... Добро да го прочита, реализира и понатаму. Точно, значи, затоа е неопходна точна индикација за изведување на ова сликање. Ме разбирате, значи, потребно е да знае тој лекар што бара 5К скенирање, што очекува од 5К скенирањето. Значи, овој тип на скенирање се употребува во многу ретки случаи во диагноза на канцер. Значи, веќе имате претходни параметри од други анатомски исследувања, од тумор маркери, па и биопсија, а често се користи за стейджинг или одредување на стадиумот на канцерот, значи дали се работи за примарен тумор на едно место без ширење локално или дистантно. Значи, тоа е одредување на стадиумот на болеста, потоа одредување рестейджинг велиме или после третман, следење на ефектот на терапијата, значи ако еден пациент е веќе диагностициран, се прави иницијален 5К скен да се види колку е проширена болеста, па потоа се започнува со одредена онколошка постапка тераписка, па се прави 5К скенирање во тек на терапијата, значи да се види дали тој лек го дал ефектот од терапијата или не, односно дали канцерот се повлекува или не, што е многу значајно, во тоа дали да се продолжи со истата терапија или да се промени. И на крај од онколошката терапија повторно се прави 5К скенирање за да се утврди дали исчезнал канцерот. Значи, најголемата заслуга во велиме во онкологијата на 5К скенирањето е во менаџирање на пациентот. Значи, што е многу значајно, пред 5К скенирањето, така да кажам, се одредуваше на слепо според други параметри како оди текот на терапијата, хемотерапијата и радиотерапијата. Тоа значи дека откако веќе сме воспоставиле одреден вид на диагноза дека еден организам се соочува со одредено заболување како што е канцерот, дури потоа се вршат одредени снимања со 5К апаратот за да се види или пак процени неговиот развој, неговото метастазирање, па понатаму до кој степен е дојдено, кои делови од организмот се зафатени и на крај кога веќе се соочувате и со терапијата, дали и во колкава мера истиот се лекува. Така, точно така. Меѓутоа би сакала и да напомнам каков е механизмот, многу е битно во ова се што го кажавте во следење на пациентот, на кој принцип работи позитроната емисиона томографија, за да е појасно на гледачите како уствари ние добиваме слика од канцерските клетки. Значи, реков, најчесто користен изотоп е флуородезоксигликозата насекаде во светот. Се работи за позитронски емитер и сите овие позитронски емитери се кратко живеачки. Значи, ова има 110 минути полуживот, што тоа значи? Значи, од кој ќе го аплицирате изотопот, половина од радиоактивноста ќе се распадне за 110 минути, што значи дека зрачењето е кратко трајно. За разлика од компјутерската томографија која што користи X-зраци, значи која што директно добивате зрачење од самиот апарат. И сега, флуородезоксигликозата велиме аналог на самата гликоза која што ја имаме во организмот. Уште од многу одамна е познато дека канцерските клетки, малигните клетки, многу брзо се делат и се размножуваат и во текот на тоа свое размножување делба, они користат енергија гликоза. Значи, користат и нормалните органи гликоза, меѓутоа канцерските клетки, туморските клетки многу повеќе отколку нормалните органи. И овој механизам е искористен за мапирање на канцерските клетки со помош на овој радиоизотоп. Значи, маркер, трасер, кој што ние го детектираме со самиот позитронски емитерски томограф, е флуорот, кој што е изотопот радиоактивен, а во лабораториски услови тој се врзува со гликоза. Значи, велиме аналог на гликоза. И патува во организмот секаде таму каде што е распоредена и гликозата.
При добивање на сликата ние имаме нормална дистрибуција на овој изотоп во мозокот, во срцето, во црниот дроб, значи во сите органи кои што користат гликоза, кои што ние секако знаеме како изгледа тоа нормална дистрибуција, и секоја патолошка или ненормална акумулација на овој контраст на одредено место означува дека на тоа место постои туморска малигна промена. Секако дека правиме и квантификација, значи со една на помош на една семи-квантитативна метода, за да одредиме кој е степенот на малигната пролиферација во местото каде што е акумулиран тој препарат. Значи, всушност, е многу јасно дека многу физиолошки се однесува овој препарат. Карактеристика е што за разлика од нормалната гликоза која што се метаболира во организмот, оваа флуородезоксигликоза не се метаболира, туку едноставно се исфрла, така да нема штета кај пациентите. Подобро објаснување за 5КТ апаратот, барем до овој дел од емисијата, не можевме ни да сонуваме. Благодарам. Премногу убаво, едноставно, но и на високо ниво и стручно објаснето. Имаме и гледач на линија, па ајде да го поздравиме и да го вклучиме во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Добар ден. И вас исто. Би сакал ја да прашам, ја 2004 левиот бубрек ми изведен од карцином, да речем во последен момент. Сега во февруар оваа година на дебелото црево ми извадија полип во кој имаше 2 канцерогени клетки кои не се развиле, не пуштиле тие коренчиња, они како што викаат, и сега правев у септември контролата колоноскопија. Добро е, чисто е све. Па би сакал да идам тој апарат, дали, пошто сум вака гледам склон, исто во бешиката ми се чекам пак да ме викат на урологија на клиника да ми извадат, имам тие полипче, како туморчиња ми се јавуваат, трети пат тоа како ќе ми прават. Па би сакал да видам тој апарат дали би можел да... За цената сигурно нема да ми каже докторката, или не знам, тој не гледа под почеток. Тоа ми интересира. Добро, благодариме за јавувањето. Прашање, па и во вистинско време и во вистински контекст, еве индивидуа пациент кој и самиот вели е склон на создавање на одредени тумори, и тоа на различни делови од телото. Може ли човекот да биде дел од користењето на 5КТ апарат? Значи, како што каже пациентот, значи прво е изведен бубрек ради карцином. Значи, карцином е малигнен тумор. Потоа рече полип на дебелото црево, меѓутоа најдени канцерски клетки. Тука малку треба да се појасни за што се работи, бидејќи полипот вообичаено е бенигна творба. Значи, туморите може да бидат бенигни и малигни. Значи, 5КТ апаратот ги детектира малигните тумори. Значи, бенигните тумори, ако вообичаено не се метаболно активни, велиме, и не користат во многу гликоза, значи ги гледаме на компјутерскиот томограф, меѓутоа на 5 делот од овој апарат не се детектира акумулација на контрастот таму. Склоноста, значи, вообичаено, нели, со различни новата медицина, биотехнолошките достигнувања докажуваат дека во голем дел од канцерите постои генетска предиспонираност, за некои има тестови со кои што тоа може да се детектира, за некои не. Меѓутоа, повторно ќе напоменам дека мора да постои индикација од лекар, од некоја друга специјалност, сепак сме ние само диагностичка гранка, значи вообичаено реков ги добиваме индикациите од онколози, значи може да биде и од уролог, како што рече пациентот имал проблем со бешиката, значи во колку докторот индицира 5КТ скенирање и во колку назначи зашто го бара тоа 5КТ скенирање, секако дека ќе го направиме. А уште праша пациентот и за цената, значи може да се информира на телефонскиот број од кол центарот на нашата болница, значи вообичаено го знаат, тоа е 3099 500. Така е. Јас само би напоменал дека еве можете и да направите или пак да се советувате да отидете во клиничка болница Аџибадем Систина, доколку е потребно да направите и одредени подетални испитувања во врска со вашата здравствена состојба, па стручните лица од докторската фела од Систина ќе одлучат дали понатаму би требало... Точно, така е најдобро, да. Да.
да се направи едно снимање со 5K апаратот. Ајде ќе го вклучиме и следниот гледач. Нема да вклучиме голем број на гледачи затоа што имаме и што да слушнеме од доктор Муратовска поврзано со овој начин на испитување на канцер и на овој вид на заболување, но ајде одиме со следниот. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Велес. Добро. И јас исто имам канцер. Добив на 2 јуни и ми испита со маркери, ми зедоа биопсија, ми зедоа се и почнав со хемотерапија. Одев 6 пати по 3 хемотерапии, потоа ми испратија на зрачење 20 дена на телото и 7 или 10 дена на зрачење на главата. После подолго лекување од хемотерапијата ми се појави пак канцер, сега ми се појави на лимфните жлезди јазел. Господине, дали не слушате? Ве слушам. Докторката сака да ве праша нешто. Сакав да прашам за кој тип на канцер се работело на почетокот? Малигден C34 го водат на белодробието, имав на Добро. каналите каде што не може да се прави оперативен захват. Добро. Така да тогаш има хемотерапија и има зрачи и на тело и на глава. И после 15-тиот месец ми се појави на лимфните жлезди јазел. Сега пак тргнав на хемотерапија и една хемотерапија од 3 дена одење завршив и утре сум на контрола. Мислам, има ли нешто надеж, натака и навака, пошто секој врди прв баре лек, секој си бара здравје. Тоа е, а инаку не сум многу престарен, 63 години сум човек. Однапред ви благодарам, доктор. Благодараме на вас за прашање. Благодариме за јавувањето. Па кај пациентот постои индикација за изведување на 5K скенирање. Не знам досега со кој од методите е пациентот следен. Да, не напомена. Значи, особено е значајно следењето на пациенти со белодробен карцином со овој апарат. Значи, кај non-small или неситно клеточен, велиме, белодробен карцином. Сега не спомнавме кој тип на карцином е од биопсијата. Секако дека биопсијата, морам да кажам, е златен стандард во диагностика на малигните тумори. Нека пациентот, бидејќи речена контрола е утре, се советува со неговиот доктор за понатамошниот тек на лекувањето. Нека ги иследат лабораториските анализи и секако може слободно да се јави на нашиот оддел да побара информација за тоа во кој период може да се направи 5K скенирањето. Инаку, секако дека ќе помогне во одговорот кај пациентот и тоа во кој период од третманот се прави 5K скенирањето. Значи, најдобро е да се направи 2 до 4 недели по хемотерапија или 3 месеци по радиотерапија. Значи, зошто? Заради тоа што и хемо и радиотерапијата прават активирање на метаболните процеси во организмот, па може да добиеме лажно позитивни резултати ако се направи скенирањето порано. Така да е потребно претходно да се информираме за тераписките постапки кои што се изведени кај пациентот. И овој пациент кажа дека имал зрачна терапија, значи треба да знаеме кога е таа зрачна терапија спроведена и да одредиме во кој период точно ќе се направи 5K скенирањето за да даде точни податоци за расширеноста на болеста. Хемотерапијата може малку да ги промени. Точно, ја активира коскената срцевина, да, и тоа ќе го видиме ние на 5K, така да ако евентуално има метастази по коските може да се замаскираат и да добиеме лажен резултат. Тоа значи откако ќе заврши со хемотерапијата би требало да се направи? Значи, вака има одредени заболувања кај кои што постојат соодветни протоколи. Да речеме кај лимфомите, кај кои што најчесто се користи 5K скенирањето за следење на терапискиот ефект. Значи, кога го правиме тој интерим или во тек на терапија 5 скен, знаеме што очекуваме од самиот 5 скен. Значи, неопходно е да имаме иницијален, велиме, или прв 5 скен за да имаме со што да споредиме. Знаете, нели, ако користите 5K како компаративна метода, мора да имате претходно како била состојбата на пациентот пред да започне со третман,
па во тек на третманот. И вообичаено тоа изгледа, да речем, ако имате дисеминирани промени по телото пред скенирање, пред започнување со терапија, после 2 циклуси на хемотерапија, зборувам за лимфомите, се прави во тек на хемотерапија 5 скенирање, во колку терапијата делувала, треба да ги немате тие промени. И во тој случај им велиме на колегите хематолози да ефектот од терапија е одличен и можете да продолжите до понатаму 6-8 циклуси на хемотерапија. Во колку нема одговор и повторно ги гледате истите промени на 5К, тогаш велите не стопирајте со таа терапија, треба да се продолжи со нов тип на терапија. И тоа е многу значено, бидејќи знаеме дека хемотерапијата има многу несакани ефекти. Па кај многумина дури не, може би не ја влошиле состојбата, но делуваат или действува хемотерапијата доста истрпувачки за целиот организам. Добре, значи тука не би сакала да се мешам, сепак не сум терапевт. Меѓутоа има несакани ефекти, тоа се знае, меѓутоа современата хемотерапија ги намалува тие несакани ефекти и секако дека се дава терапија ако се јават некои од несаканите ефекти, меѓутоа нели ако правиме рамнотежа меѓу тоа дали давате права хемотерапија или не, е многу значајно да добиете точна и прецизен резултат на хемотерапија, тоа е возможно со 5К. Значи, многу јасно може да видите дали хемотерапијата делува и дали треба да продолжите со нејзе. Истото и за радиотерапијата или зрачната терапија, значи, до пред постоењето на овој тип на скенирање, не било потполно јасно дали резидуата, остатокот од промената која што се гледа на компјутерска томографија или магнетна резонанса е активен тумор. Ме разбирате, значи, ако вие направите пред третман, например, на малигнен тумор на мозокот, направите сликање со компјутер и магнет и видите дека таму има тумор со одредени димензии, го третирате со оперативен третман или друг тип на лекување тој тумор на мозокот и после тоа повторувате магнетна резонанса или компјутер и гледате дека имате мал остаток, да речеме, на тој тумор, меѓутоа не знаете дали е тој се уште метаболно активен. Тоа со 5К скенирањето е возможно да разграничиме дали се работи за резидуа метаболно активна или само фиброза или остаток од посттерапискиот ефект. Ако не е моментално активен, значи дека никогаш нема да стане активен или пак постојат реални шанси? Тоа е многу двосмислено прашање. Значи, затоа се следи карциномот подолг период, па некогаш и дури цел живот, бидејќи многу често знае да се јават рецидиви на болеста, значи повторување на одредени типови на тумори. Заради тоа во однос на 5К скенирањето постојат одредени протоколи според тоа по која динамика за секој одреден тип на карцином се прави ова сликање да би се детектирало појава на рецидив. Значи 5К сликањето ја покажува моменталната метаболна активност, значи во моментот кога е аплициран радиофармацевскиот препарат. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Се јавувам од Кичево. Добро. И сака да ја праша за еден случај, се работи за една жена од моја фамилија, имат рак во панкреас. Добро. И бевме ние тука во клинички центар Скопје, го оперира, има една недела. Ама ништо, само го оперира и го затворија тука, не можат да ваѓат ништо од тука. Значи, не е можно тој туморот да се ваѓа. И не пуштеа дома сега и ни рекоа, ништо не ни рекоа, ни за хемотерапија, ни ништо. Дали може и дали има некоја можност во систина да се лечува тоа или не? Добро, дали имаме само прашање до гледачот? Па не, тоа е, значи, сепак ова е се во однос на терапијата. Јас сум сепак специјалист по нуклеарна медицина, диагностичар. Секако дека пациентот може да се јави во онколошкиот центар во нашата болница, да побара прво консултација. Ние, реков, работиме тимски, имаме и онколошки конзилиуми, каде што ќе се реши како да се постапува понатака. Секако е многу битно да знаеме и профилот имунохистохемиски на туморот, за да се види дали понатамошниот третман со некоја друга онколошка постапка ќе даде резултат, бидејќи рече пациентот дека кај
госпоѓата не била возможно, значи веројатно се работи за иноперабилен тумор. Може би другиот дел од хемотераписките постапки ќе даде некој резултат, меѓутоа сепак треба да се консултира пациентот со онколози кои што ќе дадат свое мислење. Така, откако еден пациент ќе се излекува од канцер. Во текот на поголемиот број на стадиумите за време на поседувањето на ова заболување се вршело снимање со PET-CT апаратот. Дали по завршувањето, односно по излекувањето на пациентот со канцер, треба да се продолжи и понатаму на одредени временски интервали да се вршат повторно снимања со овој апарат, за да се следи понатамошниот дел од состојбата, затоа што и вие самите напоминавте, не знаете во кој период или пак во кој дел од човековиот организам кој веќе бил еднаш заболен со канцер и по излекувањето не знаете каде и кога може да се прошири одредена метастаза или пак да остане одредена канцерогена клетка, како и да ја наречем. Значи, како што кажав на почетокот, PET-CT користи отворени извори на ионизирачко зрачење. Значи, се користат изотопи кои што имаат одредена радиација. Така да пак повторувам, индикацијата мора да биде правилна. Тоа значи дека во колку пациентот е излекуван, неговото следење не е со PET-CT, туку со другите типови на исследувања. Значи, најпрво зависи од кој тип на канцер, постојат туморски маркери, кои што во примарна диагноза не се толку специфични и сензитивни, меѓутоа во следење на канцерските болести се доста специфични и сензитивни. Во колку се туморските маркери за одредениот канцер мирен, во колку пациентот нема симптоматологија, во колку периодичните компјутери на одредени делови на телото се уредни, без никакви патолошки промени, тогаш нема потреба. Меѓутоа, велам, по завршување на третманот се прави во еден период до 2 години PET-CT скенирање. Во колку немаме рецидив повторување на болеста, тогаш без појава на симптоми или промена во биохемиските и другите исследувања не се прави PET-CT. Значи, тоа сепак го дава докторот кој што го води пациентот, дава индикација да сега во овој момент треба да се направи или не треба. Меѓутоа, од наша гледен аспект, во колку не постои симптоматологија и позитивни некои биохемиски и други исследувања, не се прави PET-CT. Значи, инаку да кажам дека во тек на третман, во тек на активно лекување на канцерска болест, може да се направат 3 до 4 PET-CT скенирања во годината. Толку е дозволиво, значи се вели обично на 3 до 4 месеци. Во исклучителни случаи, кога сакаме да следиме скори ефекти на терапија, се прави почесто. Според Законот за радиациона безбедност, значи ние имаме и физичар кој што работи во оделот за онкологија и радиотерапија во нашата болница, кој што повремено, значи, прави одредени пресметки според кои што гледаме дали е пациентот озрачен повеќе или помалку, нели дали е таа кумулативна доза која што прима во тек на PET-CT скенирањето дозволива или не. Така. Ајде, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пациент сум на рак на дојка. Втор Б стадиум, па најдено е во 2 литни жлезди. Пројдов, значи, хемотерапија од 8 циклуси само 6, со тоа што бев интолерантна на доцетаксолот. Понатака имав 25 зрачења, со тоа што малце повеќе ми изгореа зрачењето. Меѓутоа, прашањето ми е до докторката, сега, значи пред месец дена, најдено ми е на тумор маркерите на C19-9, значи покачени се. Со тоа што направено е ехо на абдомен, меѓутоа не е пронајдено ништо на абдомен и сега ме праќаат да се направи колоноскопија на дебело црево. Сега, прашањето ми е до докторката, дали е возможно од зрачењето, значи од радиотерапијата, да се покачени тумор маркерите? И што понатак? Добро, благодариме за јавувањето. Можеме ли да одговориме? Добро, сепак се ова прашање до онколозите.
Меѓутоа, од моите... Да, затоа ве прашувам, Да. но предпоставам дека... Од моите сознанија, пациентката со CA19-9, кој што е неспецифичен маркер, туморски маркер, е специфичен за промени во гастроинтестиналниот тракт, затоа и е пратена на ехо и на колоноскопија. Значи, велам неспецифичен, бидејќи може да се јави и кај многу активни воспалителни состојби во организмот. Така да, ако се следи при воспалителни состојби, тој треба тековно да опаѓа. Додека ако се работи за активна канцерска болест, тој треба да расте. Може ли да се зголемат туморни? Апсолутно не. Значи, во оваа фаза, кај нејзе е карцином на дојка. Значи, не е карцином на гастроинтестинален тракт, тука се следи карцином на дојка со друг тумор маркер, CA15-3, така да мислам дека треба пациентката да направи подетални испитувања во однос на овој маркер. Да направи ехо на абдомен, ако немало ништо, тогаш колоноскопија, магнетна резонанса, значи, така да... Така. И секако и 5К скенирање е индицирано во следење на раширеност на болеста кај карцином на дојка. Да, би се навратиле повторно на 5К апаратот, па не се ни отргнавме од него, но затоа сме и денеска тука во Телма амбулантата зборуваме за него и за целокупните придобивки и за позитивните нешта од овој апарат. Постои ли одредено годишно ограничување кој пациент на која годишна возраст би можел да го применува истиот? Дали еве млади генерации, повозрастни, дали би можеле да не само да издржат во рамките на целокупното зрачење, туку и воопшто на самата апаратура? Значи, тоа е една од предностите на 5К апаратот, значи не постојат некои ограничувања, освен една апсолутна контраиндикација. Ограничување, значи не се прави кај бремени жени, бидејќи радиацијата има фатални последици на фетусот и со одредени, значи, ограничувања е кај жени доилки. Значи, тоа се едни состојби кај кои што постојат апсолутни или релативни контраиндикации за изведување на 5К. Инаку не постои ограничување нити по возраст, нити по пол, значи може да се прави кај мали деца, кај највозрастни категории, може да се прави и кај пациенти кои што имаат импланти, значи протези вградени, кај метални импланти. Магнетната резонанса знаеме дека е контраиндицирана кај вакви пациенти, така да ова е еден од апаратите кај кој што може да се изведува сликање кај вакви пациенти. Постапката е многу неинвазивна, значи можам да кажам. Единствено непријатно чувство е инјектирањето, боцкањето во вена. Значи овој радиоизотоп флуородезоксигликоза се аплицира интравенски во вена. Така, јас само би ја замолил режијата да го погледнеме еве уште еднаш видеоматеријалот кој што е поврзан со 5К апаратот. Да, значи, ете веќе кога започнав можам да објаснам и како се изведува постапката. Значи, пациентот добива предходно усмени и писмени препораки за самата постапка. Подготовката започнува 24 часа пред скенирањето. Значи, се информира пациентот да се намали физичката активност 24 часа пред сликањето. Значи, тоа е битно за да не се активираат скелетните мускули кои што користат многу гликоза нормално, па ќе ги добиеме како позитивни на ПЕТ скенот ако пациентот на пример вози точак или џогира. Значи, потребно е да се ограничат тие активности 24 часа, да се ограничи внесот на јаглени хидрати 24 часа пред сликањето. Тоа подразбира да се внесува повисоко протеинска храна во тој период, а помалку јаглени хидрати, да се избегнува сокови со шеќери. Значи се препорачува да се внесуваат чаеви или обична вода, а 6 часа пред сликањето да се забранува внесување на храна, се дозволува само внесување на вода, обична вода до сликањето. Да биде колку што е можно по-прочистен организмот. Значи, тоа е за да се намали нивото на нормалната гликоза. Бидејќи, како што реков, флуородезоксигликозата е аналог на гликозата нормална, па да не делува компетитивно инхибиторно. Или народски да објаснам, ако имате многу гликоза, многу шеќер во организмот во тек на сликањето, која ќе ја дадете гликозата која што треба да ви биде како трасер, како маркер, радиоактивната гликоза, она нема каде да се врзе, бидејќи имаме претходно внесена гликоза, тоа се нарекува компетитивна инхибиција и во тој случај таа само ќе се исфрли, па ќе нема да добиеме некој значаен наод ние при 5К скенирањето.
Значи, после овие подготовки, пациентот доаѓа на закажаниот термин. Многу е значајно да не информира пациентот претходно дали ќе дојде или не, бидејќи ќе напоменам дека во нашата држава се уште не постои продукција на овој радиоактивен изотоп. Значи, овој изотоп се продуцира во посебни апарати, така наречени циклотрони. Немаме ние циклотрон во нашата држава, па нашата болница го набавува од Турција. Така да, бидејќи дозите се индивидуални, многу е значајно да ни потврди пациентот дали ќе дојде на закажаниот термин или не. По доаѓање на закажаниот термин, значи кај сите пациенти се мери нивото на шеќер во крвта. Значи да добиеме еден објективен параметар дека навистина пациентот е со нормално ниво на шеќер во крвта, додека кај пациенти кои што се со диабетес мелитус, значи кои што имаат шеќерна болест, им даваме секако претходни инструкции од типот на оние што се на медикаментозна терапија, ја пијат редовно терапијата, нели како што ја користат, освен пациенти кои што имаат сомнение за карцином на гастроинтестиналниот трак, а примаат таблетки метформин, кај нив се ограничува внесот на овие таблетки 2 дена пред сликањето. А пациентите кои што се на инсулинозависен диабет, треба да го примат инсулинот 4 часа пред апликација на нашиот радиоактивен изотоп. Значи, по мерење на гликозата во крвта, пациентот се сместува во одделот, во просториите соодветни за апликација на радиоактивниот изотоп, се одредува точната доза на радиоактивен изотоп според телесната тежина на пациентот и потоа се аплицира интравенски. И по апликација пациентот чека во нашиот оддел околу 60 на минути. Тоа е време кое што е потребно за овој радиоизотоп да се дистрибуира во организмот и да се акумулира во канцерските клетки. Многу е битна таа фаза, ја викаме аптек фаза или фаза на прифат на радиоактивниот изотоп од малигните клетки. И е многу битно во оваа фаза да пациентот биде во релаксирана атмосфера, да биде опуштен, значи наедноставно да нема активација на мускулите, да не му е ладно, бидејќи постои и активација на, ние го викаме brown fat tissue, тоа е масно ткиво, кога пациентот се тресе од студ, кој што акумулира повторно од контрастот, па ни дава мешање во интерпретацијата на резултатот, значи потребно е да биде колку е можно порелаксиран пациентот до моментот на сликање. Стабилен или релаксиран. И сега за таа цел ние кај сите наши пациенти даваме седација од таблетки диазепам пред аптек фазата, односно пред фазата на апликација на радиоактивниот изотоп, се со цел да постигнеме една максимална релаксација. И по тие 60 минути самото сликање, кое што видовте како изгледа 5К апаратот, е релаксирано, значи трае околу 25 до 30 минути. После што, нели, ние проверуваме дали е се во ред со сликите и дали е потребно некое дополнително сликање, пациентот може да го напушти одделот и да се врати на своите нормални активности. Целиот престој во одделот е отприлика 2 до 3 часа, според ова што ви објаснив, а како што реков на почетокот, полуживотот на FDG е 110 минути или отприлика 2 часа, што значи дека ние во моментот кога го испуштаме пациентот од нашиот оддел, значи тој веќе има, речиси, намалена радиоактивност и е безбедно да се врати на нормалните активности. Да, само уште еднаш е важно да напоменеме дали за секаков вид на канцер може да се користи 5К апаратот за детекција негова, за било кој дел од телото, за секаков вид, за различна фаза од неговиот развој? Значи, развојот на модерната молекуларна сликање со овие апарати, реков освен 5К, постои 5 МРА, е многу, значи, во светот и во Европа широко. Ние користиме само FDG или флуородезоксигликоза изотоп. Меѓутоа, во примена се многу други радиофармацевтици во светот, кои што се специфични за секој тип на канцер. Ме прашавте дали кај сите канцери. Се повеќе се оди во молекуларната медицина кон персонализирана медицина. Или, викаме ние, тераностика или терапија со диагностика. Значи, многу е битно да поставите диагноза и да имате иста терапија. Секој канцер има соодветно однесување.
соодветно, значи некои канцери не метастазираат, некои метастазираат многу брзо. И ова го користи молекуларната медицина за да произведува изотопи специфични за секој специфичен орган. Нашиот изотоп FDG е специфичен само за оние канцери кои што се метаболно активни. Секако дека постојат и тумори кои што не користат гликоза како енергија. Значи има тумори кои што може да се детектираат со изотоп врзан со аминокиселини, изотоп врзан со хормон и така натаму, што ние го немаме се уште во нашата држава како можност, бидејќи единствено овој изотоп е толку долго, да кажам, живеачки, иако е кратко живеачки, за да може да го транспортираме до нашата институција и за да изведеме скенирање. Сите други се многу кратко живеачки, значи по 20 минути, 10 минути, што значи дека мора да имате нивна продукција во самиот оддел кај што се изведува сликањето. Значи, така да овој препарат, реков, има соодветни индикации за правење 5К скенирање со овој апарат. Можам да кажам кои карциноми не можат во потполно да се детектираат. Тоа е карциномот на простатата, например. Промените што се малигните промени кои што настануваат од карцином на простата, метастази, некои од метастатските промени значи не користат гликоза, односно се велиме FDG недостапни, така да може да добиеме многу често лажно негативни и лажно позитивни резултати. Тука се користи друг препарат, така наречен флуорохолин, што значи дека кај речиси сите типови на карциноми со одредени исклучоци. Кај карцином на бубрек исто така не се користи во диагностика 5К скенирањето, туку само во следење на реширеноста на болеста. Листата на индикација е огромна, се консултира со својот онколог и секако и со нас, специјалистите по нуклеарна медицина, за типот на канцерот, нели, секој канцер, реков, има соодветно однесување, па ние ќе просудиме дали и во кој период треба да се направи овој тип на скенирање. Да, полека се ближиме и до крајот од денешната Телма амбуланта, само би сакал еве збор два да слушнеме и одредени препораки од вас за сите оние кои можеби се соочуваат, па и дај Боже да не се соочуваат со едно заболување како што е канцерот, па што е она што вие би им го препорачале? Значи, најпрво би препорачала да не се разочаруваат. Модерната медицина го лекува канцерот, одредените типови на канцер. Она што е најбитно е раната диагностика, како што започнавме, така и да завршиме. Значи, при појава на први симптоми, пациентот треба да се јави кај својот лекар, да се направат соодветни испитувања. Значи, ако е потребно да се направи 5К скенирање, за да се рано диагностицира канцерот и потоа да се започне со соодветен третман. Значи, да не губат надеж. Значи, имаме многу среќни приказни, многу среќни истории во нашата болница, каде што пациенти со канцер се излекувани и живеат квалитетен живот, а секако дека ние, нашата болница, клиничка болница Аче Бајан Сестина, ќе се труди да ги следи модерните трендови во диагностиката и како што реков, нели, после 5К е 5 МРА, каде што е многу намалено озрачувањето на пациентот и се надеваме дека, нели, во скора иднина ќе може да работиме и со многу други техники во тераностиката, терапија и диагностика на пациенти со канцер. Со доктор Лилјана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина од клиничката болница Аџибадем Систина, денеска во Телма амбуланта зборувавме на тема диагноза на рак со најсовремениот 5К апарат кој го поседува токму оваа клиничка болница. Искрена благодарност и благодарам и на вас за поканата и што имав можност да за прв пат зборувам за овој апарат кој што е инсталиран во нашата болница. Ми беше задоволство да ве слушаме.